Добро утро. Во следните минути ќе поразговараме со Маја Андоновска Илиевска, директорка на Центарот за култура Битола. Добро утро, Маја, добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, добре ве најдов и ви благодарам за интересот и поканата да бидам дел од вашата емисија и да позборуваме малку за уметноста. Имаме убав повод што сте денеска со нас, а тоа е фестивалот на монодрама кој од саботата веќе се одржува во Битола, ќе трае уште неколку денови. Би сакала за почеток да ни кажете каков е интересот, колку има земји учеснички, знам дека има повеќе и од надвор од границите на државата. Точно така, станува збор за 23-то издание на Интернационалниот фестивал на монодрама во Битола, кој што веќе долги 23 години има своја историја во нашиот град и се разбира дека во организација на Центарот за култура од Битола. Оваа година на наше огромно задоволство со прекинувањето на сите протоколи за патување и за работа во театар, ќе имаме гости од 11 земји, со тоа што 13 монодрами се во официјална селекција за награда, за трите награди за фестивалот и тоа најдобар актер, најдобра режија и гран при. А стручното жири во состав на Владимир Милчин, Бедија Беговска и Сашо Димовски ќе одлучува за овие награди, додека пак публиката на град Битола одлучува за наградата која доделува општина Битола, тоа е представа за најдобра публика. Ќе напоменам дека имаме две македонски, две хрватски монодрами, но сега ќе ви прочитам од каде се од други места ни доаѓаат, бидејќи да не пропуштам некој. Значи имаме Шпанија, Полска, Ерменија, Велика Британија, Израел, Молдавија, Бугарија, Букурешт, Романија и Азербејџан. Значи, навистина на широка плејада на актери кои што доаѓаат од различни делови од светот, сите со својот актерски сензибилитет, но со различна културолошка всушност енергија која што носат во себе. И многу е интересно на еден ваков фестивал да се види како се фузира културата во едно, затоа што сите носат различни ветришта од различни делови од светот, а од друга страна пак актерството говори на еден универзален јазик, тоа е јазикот на уметноста. Некако оваа пандемија како да го засили трендот на создавање на монодрами, затоа што оваа година фестивалот имаше навистина може би и најголем број на монодрами од целиот свет кои што беа пријавени. Имавме над 70-80 апликации, така што селекторот на фестивалот Петар Мирчевски имаше навистина специфична работа да одбере 13, кои што ќе ги спаковаме во една седмица и морам да напоменам дека оваа година дури го продолживме траењето на фестивалот затоа што навистина беше невозможно да се намали бројот кога има монодрами кои што навистина вреда да бидат покажани. Станува веќе збор за еден фестивал кој што глобално расте. На некој начин стана и популарен, еве доказ да тоа е и големиот број на апликанти. Овој фестивал расте веќе многу долги години како дел од УНЕСКО фестивалите за монодрама. Ние сме дел од тие познати фестивали на One Man Show. Дури нашата странска селекторка на представи Нина Мазуре, подпредседател на тоа што се теми кои што не допираат како па не само како нас како нација, него светското човештвото воопшто. Така што, еве, вчера имавме едно кабаре на Еция Ојданич, таа е од Хрватска, многу популарна актерка која што во моментот и снима многу серии таму. Нејзиното кабаре зборуваше за ексиу просторите и за една тема која што е многу блиска до нас. Навистина публиката многу убаво ја прифати. Потоа имавме уште една македонска драма на една млада актерка која што минатата година дипломираше, па почувствувавме което е опозит на младите енергии, на младите актери кои што доаѓаат на сцената. Еве ќе споменам само Шпанката која што вечерва настапува, има една кореодрама со движења која што се вика Сив свет. Контрабас ни доаѓа сестрата, јажето се уште е врзано околу стапалата, помеѓу Соба со поглед, дневникот на лудиот Едит Пиаф, значи тоа се имиња, дел од имињата се многу познати во театарскиот свет, дел се авторски проекти кои што се создавале за време на пандемијата, така што верувам дека ќе видиме навистина многу интересни, многу квалитетни монодрами, а потврда за тоа е тоа што публиката веќе ги полни нашите сали и интересот е навистина голем. Тоа сакав да прашам, значи дека веќе вкусот на публиката почнува да се менува и сакаат да гледаат монодрама. Јас веќе некаде изјавив, но ќе се повторам без грам скромност на тоа дека Битола имам сериозно квалитетна театарска публика, особено што во Битола се случуваат два важни театарски фестивали, Интернационалниот фестивал на монодрама и Шекспир фестивалот.
Битола го има најстариот театар во државата, националниот театар, значи Битолски народен театар, и го има најголемиот центар за култура од каде што еве и во моментот јас доаѓам, тоа е центарот за култура од Битола. Тоа се две многу сериозни институции кои градат своја публика. Така што нашата публика не живее само за фестивалите. Ние во текот на целата година им нудиме квалитетна театарска продукција, веќе сега кога говориме за театарски фестивал. Така што нашата публика многу точно може да детектира, да препознае и да награди. И мене особено ми е важна наградата на овој фестивал кој што ја доделува публиката, бидејќи битолската публика не е дарежлива публика, туку е остар критичар и добар критичар за сите театарски продукти кои што гостуваат во нашиот град. Не се така лесно поминува во Битола. Така што ние си вложуваме во нашата публика и токму затоа ме радува фактот што гостите го чувствуваат тој импулс кој што публиката им го дава. Без разлика што секој ја игра монодрамата на својот мајчин јазик. Ова е само уште еден доказ дека уметноста ги руши бариерите на јазикот и говори на едно многу повисоко ниво. И тоа е тоа што овој фестивал го прави посебен. Така што 23 години фестивал на монодрама е и 23 години градење на публика за таков фестивал. И токму затоа интересот за овој фестивал е голем. Тоа е една сериозна традиција, еве јас би се надоврзала. Меѓутоа, освен овој фестивал на монодрама, еве би сакала општо какво е вашето мислење и гледиште на тоа колку се важни фестивалите на кои што се случуваат не само во Битола и во останатите градови. Ако зборуваме за театарските фестивали, еве јас сум актер по професија, мислам дека се исклучително важни, пред се заради една природна селекција и заради еден контраст да се преслушаме и како театри и како уметници каде сме, што сакаме да работиме, дали сме на правиот пат кон тоа што го работиме. Ако зборуваме за фестивали, бидејќи например Центарот за култура е домакин на 3 интернационални фестивали, тоа покрај интернационалниот фестивал на монодрама, ние сме домакини на најголемиот фолклорен фестивал во државата. Тоа е фестивалот на фолклорни песни, игри и Илинденски денови Битола, кој што угостува 1500 гости од земјата и од светот, и уште еден фестивал на музика од светот, и секако дека ги отвараме широм вратите за Манаки фестивалот, филмскиот фестивал кој што се случува во Битола. Така што можам да кажам дека тие фестивали ја градат и уметничката фела, но исто така ја градат и публиката. На ниво на свет фестивалите се многу важни за да се осетат и новите ветришта кои што дуваат во уметноста, бидејќи како што светот се менува, исто така се менува и уметноста и културата. И некако природно доаѓа дека во ваквите фестивали каде што се фузираат луѓе од различни делови од светот, буквално можеш да почувствуваш што би било она што ќе биде идниот театарски бранд или што е она што во моментот во Европа е на цена, а кај нас не, или обратно. Следиме ли европските модерни текови кога ја станува збор за уметност? Како актер ќе кажам дека ние имаме многу квалитетни театарски продукции и можам да кажам дека исто така барабар се носиме рамо до рама со сериозни театарски продукции од Европа. Особено балканските кои што се во еден подем, верувам дека можеби и сме на некаков начин движечки во овој дел од Европа, со тоа што нормално е дека тука малку играе улога и сензибилитетот и темпераментот кој што ние како народи го носиме. Интересно е дека вчера гостинката од Азербејџан ми вика, јас не разбрав, гледаше 2 веќе македонски монодрами, вика, јас не го разбирам македонскиот јазик, но многу интензивно ја почувствував енергијата на актерките кои што гостуваа. И вика, таа енергија е толку заразна и толку магична. Вика, вие сте како народ многу темпераментни луѓе и тоа е фасцинантно. Така што ваквите театарски фестивали, освен тоа што ги гледаме тие нови ветришта и така натаму, пак се од друга страна еден убав порив за да си го откриеме темпераментот, а понекогаш и да си го разбудиме темпераментот кој што знаеме да си го заспиеме како уметници. Затоа што уметник без жарот во себе не може да биде уметник. Така што, еве, ваквите фестивали само го креват тој адреналин и не потсеќаат зошто сме одбрали да ја работиме оваа професија и колку е важна дури во вакви времиња кога се покажа дека
уметноста е може би најневажната работа на светот, а од друга страна испадна дека без уметноста тешко ќе се преживееше без таа духовна храна, особено што навистина цел свет застана и се затвори, па функциониравме и живеевме на стара слава, на снимени концерти, стари серии, филмови, вклучувања онлайн и правење обиди да се гледа онлайн театар и така натаму и така натаму. Така што колку чудно и да звучи, може би и клише, уметноста секогаш го пронаоѓала својот пат да преживее војни, пандемии и да го пронајде начинот и модусот како ќе го преживее сето тоа за да продолжи по еден друг пат. Убаво кажавте, Маја. Навистина, ви благодарам за денешното гостување во утрински брифинг и еве за крај уште еднаш ќе ги поканиме нашите гледачи да ја посетат Битола, односно да го посетат фестивалот на Монодрама во наредните денови и да уживаат во представите за кои што говоревме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас вас. А вие, драги гледачи, ви благодарам што не следевте и денеска. Уште еднаш, живе потсетување, нека биде Битола ваша дестинација во следните денови, фестивалот на Монодрама. Доколку ја посетите, уживајте.